Добар ден и добре дојавте во новото издание на местото каде што македонските звезди отвораат душа. Се надевам дека и овој пат ќе ги задоволиме вашите критериуми, вашите вкусови, вашата љубопитност, зашто можеби сте прочитале, слушнале, виделе негде, ама никаде нема да налетате да најдете ништо слично како овде, во Ништо лично со мене, мојата маленкост Антонио Димитриевски. И вечерва, односно денес имаме апсолутно интересен гостин, или поточно гостинка, ако сакате повеќе. Дамата која имаше и храброст и доблест, прва да покаже што другите не би покажале кога беше време сите да одат закопчани узврат со рол крагњи, таа го покажа своето тело на насловницата на најпродаваниот машки магазин на светот. Дамата која велат дека е лична на лик и навистина е лична на лик, дека е бистра на ум и дека е опасна или остра на јазик. Како и да е, за сето она што го работи во моментов, што некогаш го работеше, она што го минува низ животот, за она сето што се зборува, пишува, ако сакате повеќе и конкретно ќе ја прашаме дали е така или не. Велам добар ден и добре дојде за Мија Костова. После најавава да завршиме и да си одам. Да се кажа, значи ме остави без зборен. Доста. Не кажав две работи со сила плавуша или црна фарбана. Со сила плавуша сум, да. Така. Она што го споменав на почетокот, има нови генерации, некои нови деца во градот убав пак никнуваат, па не знаат дека беше првата дама во Македонија или барем меѓу првите која имаше, реков и доблест и храброст да го покаже своето тело на насловницата на најпродаваниот машки магазин на светот. Тогаш имавме македонско издание Playboy. Од овој аспект, од овој агол денес би го направила листото и дали за истата сума? Тоа е, замисли далечната 2010, значи многу одамна, пред 12 Дузина години, да. Може би размислила два пати во која држава го правам тоа, односно со кој си имам работа, ако повеќе сакаш. Заради тоа што, па и за сумата, заради тоа што голем дел од сумата до крај не беше исплатена и покрај тоа што завршивме на суд во тоа време и го добивме случајот, меѓутоа сумата не се исплати никогаш за тоа што, ајде, така ќе се изразам, рикна Playboy. Значи Хју Хефнер измамни. Да. Не стигнав до него до душа, иако имавме совети во тоа време дека треба да одиме до централниот Playboy и така натаму, меѓутоа некако не се нафативме на тој чекор, така што сега од овој аспект може би сработала нешто толку провокативно, меѓутоа тука не, мислам, со никого и за ниедна сума. Не дека немаше провокативни фотографии и во последно време или барем последниве години, особено во времето. Не сум нешто многу позната по провокативни фотографии, мора да признаеш. Ама не си позната и вака закопчана до грло, од глава до петици. Добра, не сум нешто дека... Ексклузивно издание да видите Мија како изгледа. Не, точно, значи ќе ти брзо да ми го извадите Инстаграмот каде сум разоблечена. Добро, ќе дојдеме и до тој момент. Особено во времето бекстејдж кога беше водителка и ако сега малку те вратам наназад исто, во поблиското минато, како влета во бекстејдж и како излета од бекстејдж. Едно од двете или двете, ако сакаш во едно, кажи ми ги, беше првата која беше од првата постава на бекстејдж, која го кршеа мразот, меѓу првите, така е, кој го кршеа мразот, кој го правеа бекстејдж да биде она што е денес 15 години на сцената и мислам дека секој кој бил парче од тој мозаик носи гордост во себе дека оставил дел душа таму. Мене ми е, да, апсолутно, мене ми е можеби најголема љубов до ден денес бекстејдж. Мислам дека некако сум толку емотивно врзана за целиот тој проект. И мислам дека најголема љубов од проекти, да не. Да, најголема љубов од проекти. Да не свати некој погрешно. Толку сум врзана за тој проект што до ден денес кога ќе ја слушнам на јавната шпица имам така некои пепирутки во стомак и покрај тоа што сум многу долго време надвор од бекстејдж, можеби веќе 3-4 години. Но мислам дека сум водителката која што најдолго беше во бекстејдж. Мислам дека се задржав од прилика некои цели 10 години од прилика. Во најголем број комбинации со со сите. Машки, женски. Мислам дека со сите, освен со последниве кои што функционираат сега како водители. Влетав во бекстејдж благодарение на Александар Блажевски, буквално од нигде никаде, дури мислам дека во тој период не му ни беше потребна уште една водителка, во тој период бекстејдж имаше
па 4-5 водителки, мислам дека сите имавме по еден ден малтене, но имав една тогаш комплицирана ситуација со излегување од една телевизија и еден проект кој што малтене насилно ми беше одземен и Блажевски тоа сите го проследи и сакаше да ми... Секогаш излегувањето е покомплицирано од влегувањето. Секогаш влегуваш на голема врата, а излегуваш на мала. Така. Да, буквално. И со оглед на тоа што се знаеме години и години со Александар Блажевски уште од времињата на звони на рекреативни програми. Ми се јави и ми рече немој да се секираш. Да, буквално. Ми рече немој да се секираш, дојди во бекстејдж, ќе најдеме некоја позиција за тебе и тоа траеше следните 10 години. Истиот човек е заслужен за излегување? Да, апсолутно, да. Мислам дека бевме... Имаше кавга? Не, никако. Во супер односи сме до ден денес и со Блажевски и со сите кои што функционираат во бекстејдж, а беа од моето време и се уште се таму. Иако се сменија и уредници и новинари, мислам дека дојдовме до еден момент, до степен на тоа и на презаситеност и на тоа дека колку и да звучи чудно, јас некако го пораснав бекстејдж, односно во бекстејдж почнаа да се зборуваат работи кои што јас не ги разбирам. Тоа се звезди кои што сега дошле, не знам како да ги најавам, инфлуенсери, не знам што е тоа. Тогаш не знаеш. И некако беше како да му беше дојдено времето на сето тоа да престанеме и да продолжиме секој по својот пат и покрај тоа што бекстејдж или нормално си функционира до ден денес. Така. Да. Не се врати во медиумите или не барем за секога што велат или за стално, но од време на време знаеш да се припојавиш на одредени манифестации. Една таква се подготвува се, така? Да, ретко прифаќам, затоа што некако ми е... Слабо плаќаат. Прво слабо плаќаат, второ тоа ми е сериозен стрес, затоа што многу се давам и за некои хонорари кои што мене не ми одговараат во моментов, затоа што сум презафатена со се она што правам за самата себе. Кога е во прашање Инстаграмот, 5-та година поред го водам Men of the Year, кој што се случува сега на 30 ноември. И тоа е единствена манифестација која што ме враќа назад еднаш годишно, ако тоа е некој водителски ангажман. Друго, во меѓувреме, мислам дека не сум водела ништо. Добро, како велиш, многу се давам. И ја многу се давам, оти малку плаќаат, ама па добро пливам, така што... Секој да си го најде начинот, ја не ни влегувам. Шегата не стана. Да. Затоа Мија Костова стана позната по нешто друго и веројатно е една од не само најпознатите, туку и највлијателните инфлуенсерки во Македонија последниве години. Една од титулите која со гордост можеби ја носиш, ако не прво барем меѓу првите 3 од дамите сигурно. Ти благодарам. Не знам, не сум правила. Ја видов некои истражувања, мерења, има таму некој сајт кој ги постои. Ако не знаеш, ќе ти го покажам после. Не знам колку е веродостоен, но се купуваат фоловери, да, апсолутно, да. Мислам дека тоа барам денес, особено сите оние кои што имаат идеја својот бизнис да го промовираат маркетиншки преку инфлуенсер, треба второстепено апсолутно да им е тоа колку следачи има, заради тоа што енгејџментот или она што стои во позадина што не го гледаат следачите е многу поважно од она што го гледаат како бројка. Тоа се месечни посети на профил, тоа се, не знам, инсайдс, колку работи се случуваат на тој еден профил. Самиот лик како бренд. Самиот лик како бренд, меѓутоа не и фоловерите. Анонимец да биде веројатно повлијателен лик отколку некој кој е веќе профилирана фаца. Да, но имате и профили кои што да речеме, не знам, имаат 10-15 илјади следачи, а месечно имаат посета од 5.000 следачи, што значи дека минимум пола од тие се купени и тука нема фидбек. Џамбазов вели дека неговата мачка Емилија има само 9.000 лајкови дневно. Имено. Тоа и кажувам, многу е важно до колку луѓе стигнувате, колку може да продадете и колку луѓето ви веруваат, особено кога се работи за Инстаграм, заради тоа што јас сметам дека е многу погрешно да функционираш и да работиш, а да не веруваш во тоа што го продаваш. Барем јас сум таков тип на инфлуенсер. Инфлуенсер е професија без професија или без школа, ама со некакво искуство и веројатно самоуки, знаење и не знам. Мислам дека треба да имаш малку сенс за маркетинг. Чувство за осет. Да, чувство за осет баш, да. Или сенс за филинг, или филинг за како сакаш за сенс. Како сакаш, да. Добро. Како се станува инфлуенсер? Еве, некој сака да реши од утре да биде инфлуенсер. Мија Костова има рецепт да му каже?
Па конкретно рецепт Као рецепт за немам. сарма. Да, така со 200-300 ова не оди, меѓутоа мислам дека прво и основно е да имаш нешто во себе. Тоа е едно нешто што ќе направи публиката или да те верува, или да те сака, или да те мрази. Ако се рамнодушни во тој случај, ништо не правиш. Значи подобро те мрази отколку да им се. отколку е да е рамнодушен, апсолутно, затоа што јас претпоставувам, не туку верувам дека 20% од мојата публика, 30% можеби и повеќе, која што не ме следи, многу често ме отвара и ми го крева енгејџментот или тоа што е нели тоа што се бара кога некој ќе те викне да соработува со тебе. Така што сметам дека има многу труд во оваа работа и покрај тоа што многумина нели знаат да кажат абе ајде инфлуенсерка уна работи Сликни нешто се слика, прави, не знам што прави. Шо правите, копате, жмеете, везете. Навистина има и обврски и посветеност и многу маркетинг идеја во се тоа што треба да го направиш и не само кон брендовите, туку и кон оние кои што те следат. Преска ме праша видеата со администрација и слично, тие истите носат многу гледаност за подоцна да луѓето те заследат и останат тука. Тоа на пример не се видеа кои што се маркетинг, туку се едноставно побрзо запознавање и влечење на публика за подоцна да можеш да работиш она што ти ќе одбераш, а не да те одберат тебе. Трчаш по маркетинг или маркетингот трча по тебе? Па да се наоѓаме на пола пат. Некогаш јас, некогаш ме наоѓа. 50-50, јас сакам, она неќе. Да. Уште он да сака и стаман сме. Добро. Се живели од инфлуенсерство? Па јас стојам позади тоа дека никогаш во животот не сум заработувала подобро, не сум живеела подобро и не сум функционирала подобро од аспект на тоа дека сум сам свој газда, сама раководам со своето време, а заработувам па можеби пута 3-4 од она што сум заработувала претходно со 2-3 работни места одеднаш. Па режија, фала многу, отидов ја во инфлуенсери, драго ми беше што се дружевме, ја од денес сум со Дај ми го телефонот, дај да ти го средам. Така. Мислам да слушнат некои луѓе како стојат работите. При тоа да не заборавиме дека не само плаќањето, туку имате навистина многу работи кои што ги уживате како инфлуенсер, од типот патувања, Бакшиши од спонзори. Бакшиши не, тоа се во принцип договори на кои што работиш. Бакшиш за договор, добро. Да, има и многу, не знам, работи кои што се функционираат со тип на компензација, на пример, иако многу поретко го работам тој тип на соработки во последно време, меѓутоа навистина има многу придобивки ако знаеш да си ја работиш. Така. Мене ако ми збркаат од овде, знам што ќе правам и кај ќе одам. А јас сега да те прашам, тебе ако ти го избриш од профилот, што ќе ти се случи? Па јас толку многу верувам во себе што на завод за вработување, како се? Не може да ми се случи. Сигурно? Мислам дека чекај вака ме побра, што сум Океј. Тамас. Мислам дека толку верувам во себе и во тоа дека веќе имам своја публика, да утре да ми го снема профилот, се гледаме на некоја друга социјална мрежа и за многу брзо време се враќаме кај што сме застанале. Па ја не сум сигурен дека вака беше самоуверена пред некој ден, а сега ќе видиме и зошто. Ајде. Може ли? Ајде да видиме, режија, зошто ми е ваква или таква. Инстаграм реши да почне да брише. Додуша не баш се по список, ама доста тоа. Наводно Инстаграм без најава и предупредување или барем такво не стигнало од овде, почел да прави одредени измени, самиот да брише фоловери, па и цели профили, така што оние што без Инстаграм не можат да живеат, почне да ги фрла во очај плашејки се да не останат без својата популарност, ама и на просјачки стап. Се разбира, ова важи за оние кои од Инстаграм барем пристојно заработуваат. Една од нашите најпознати инфлуенсерки последниве години, секако е и доскорешната ТВ водителка Мија Костова. Токму таа се најде во споменатата ситуација, па видно загрижена за својата инфлуенсерска иднина, русокосата се вознемири, не можејќи ништо да направи. Имено, Мија забележала дека од незиниот профил дур да трепне исчезнуваат незините следбеници или, како што ги нарекуваат, фоловери. Не сите, ама доволен број за штетата да биде тешко надоместлива. Особено што никој не знаеше, па ни таа самата, до каде ќе оди работата.
Приказната со делит акцијата на Инстаграм бргу се прошири, но на Мија, како и на сите останати инфлуенсерки, ништо не им преостана освен да чекаат две нешта. Дали и колку нивни следбеници ќе бидат избришани, односно дали, не дај Боже, можеби и целиот нивни профил ќе го проголта интернет мракот. За среќа, загубата беше значајна, но не и катастрофална, а Мија Костова беше нестрплива да види дали потоа низиниот Инстаграм воопшто работи. Русокосата како проверен трагач по возбуди не чекаше возбудата сама да и дојде, туку таа самата и тргна во пресред. Па што е, нека е. Мија смисли оригинален, но мощно ефикасен, а и проверен начин како и самата набргу да провери дали Инстаграмот и работи. Селфито во огледало закопчано до грло не е доволно возбудливо. Па како најбрзо ќе дознаеш ако не се разголиш? Како некогаш. Затоа Мија реши да сподели разголена фотографија, која бргу се прошири меѓу незините следбеници. Меѓу тие кои останаа, а нивната бројка и после неволјата што ја задеси очигледно не е мала. Така, Мија Костова го преживеа изненадниот Инстаграм земјотрес, по кој топлес го проверуваше и смируваше нивото на стрес, зашто Цицка железен лайк отвара. Како беше тоа со разговувањето? Одамна не си се, така рече. Па ова е маркетинг, чист. Точно знаеш кога се сите на Инстаграм во моментот кога се губат фоловери на светско ниво, односно се случува на секаде во светот, некаков бак или не знам што беше. И сите се во телефонот и постојано проверуваат. И ти тука секогаш мораш да имаш фотографија која што знаеш дека треба да ја протнеш во совршено време или прайм тајм. Која железен лайк отвара, така ли? Да, апсолутно, сите знаат дека тоа така. За тоа треба да имаш и што да покажеш. Па добро, можда некој со задник треба да се слика и да си ја има како златна резерва. Ти на време алатка си подготви, така ли? Да, или на време. Или како се вели на дополни. Да, си мислам јас на време си мислам, да. Добро, ако е тоа така. Кога сме кај времето, Мија Костова не само што е влијателна инфлуенсерка и она важи за она што се споменавме до сега, туку важи за нешто што во најавата го кажав, за личотијата и камерата го забележува, за умот се гледа дека не недостасува, ама острината на јазикот најбодобро е почувствуваат овие што сакаат да се препукуваат со тебе на социјалните мрежи, особено на Facebook, или оние што прават глупости во животот, па и општеството најмногу, па ги, како се вели, јадат твоите коментари. Види, понекогаш толку многу се трудам да останам смирена и да не искоментирам на некоја тема која што ќе ми падне во очи, затоа што знам дека тоа повлекува портали, повлекува коментари, повлекува па и малку стрес во следните неколку часа, затоа што знаеш дека ќе имаш ваков или онаков фидбек. Спуштаат шалтер, затвараат врата. Да, на пауза сме. Ние и да на пауза сме. Да, затоа што не знам, од тука се потегнува Твитер кој што вреѓа се до трето колено и понекогаш не е многу пријатно да си во таа ситуација, но јас сум тип на човек кој што едноставно ако има мислење за нешто, сака да си го каже, а пусто имам мислење за се. Оти ова не се трпи. Да, оти ова не се трпи. И не знам како да кажам, едноставно сметам дека сум праведна и сакам да го кажам она што го мислам. Ако имаш поинакво мислење од моето, можеш ти да си го кажеш своето, дури и да го дискутираш кај мене на статус или да искоментираш, меѓутоа само што министрите не коментираат на твојот статус, ама стигнува до нив. Ама знаеш да ги подбереш. Мислам дека стигнува до нив. Си имала ли некаква случајна намерна средба со некоја од тие политички фигури после тоа? После тоа, па вака нешто баш тет-а-тет, не. Меѓутоа, вака да се разминаме, ми се случило дури еден од не си како ова што го бараше Филипче на кафет. Да, еден од министрите ме избриша од Инстаграм. Да? Ме следеше, па веќе не ме следи и така. Фоловер помалку. Еден фоловер помалку. Штета. Додуше од тогаш почнаа да ми се криваат фоловерите рапидно. Така е, така е. Значи, господа министри, избришете Амија за да го качите рейтингот. Така стојат работите. Добро, една си од ретките која има собствен печат, собствен идентитет, ама и една од ретките која знае отворено да проговори за својот приватен живот, за својата, не знам, сексуална определба и така натаму и така наваму.
се судираш и со непријатни ситуации заради тоа. Па Не само на социјалните да, мрежи. еве да се Зборувам надоврземе за на она, тетата зборувам. па и за тетата, да се надоврземе на она дека сум остра на јазик и дека сум малку непријатна ако едноставно не се сложувам со твоето мислење. Немој. Така што ако ти се верува, колку и време да сум дел од јавноста, вака некој лично мене или дури и директно во порака. Ништо лично, па не ми знаеш се дека ништо лично, да. Никогаш Од мене ништо лично. не ми се обратил заради тоа што сметам дека се свесни колку знам да сум непријатна, особено ако е нешто вака јавно, лично никој не ми пришол, она што има да си го... Кој рече, знаете ли кој е новиот прекар на Мија? Мија Змија. Мија Змија. Молим лепо. Така што вака лично никој ништо не ми во живот не ми пререкол, кажал или имал свое негативно мислење, а она што се коментира од како портал ќе извади некоја вест долу или она што се Портал за коментира. фолоери исто за кликови. Да, со некој грандиозен наслов. Вистина го мислат Да, порталите. кој што врскан има со темата внатре. Не се сите такви се. Не се сите, добро. Не се сите, ајде и не исклучоци. Не дојавме се навредувам, извини. Не да се караме. Така што немам некаков проблем. Апсолутно никогаш не сум ни имала проблем на таа тема. Правам она што сметам дека треба да правам. Никогаш не го изглумувам животот ни на Инстаграм, кога сум... Значи, нема имитација живота. Апсолутно, никогаш не глумам нешто што не сум. Не го кријам приватниот живот, не кријам кога не ми е добро, не кријам кога ми е добро, не кријам кога патувам, не кријам кога сум немала пари. Апсолутно мислам дека го имаат мојот живот на тацна и дека 80% од животот го живеат заедно со мене. Не ти е страв дека ќе ти го украдат животот? Па пак ќе кажам не, толку сум самоуверена и знам дека Или што ви рекли идентитетот? не. Сигурна си? Не. Може да провериме дали е така? Ајде. Ајде да провериме дали е така. Ајде, дали може да се украде или не. Мија Костова, македонската ТВ водителка и позната инфлуенсерка, доби лажна двојничка на Фейсбук. Имено таа се пожали дека некој го украл идентитетот на популарната социјална мрежа, па лажен профил со фотографии со низиниот лик, но сосема друго име осамна неодамна. На него ликот на нашата инфлуенсерка Мија, а името и презимето на известна Катерина Каќа Вукадиновиќ, ако таква воопшто и постои, од Горњи Милановаc, Србија, со брачен статус, разведена. Мија веднаш јавно повика да биде пријавен лажниот профил на оној или она што се обидел да го украде идентитетот и тоа го обздани на својот автентичен личен Facebook профил. Коментарите, ама и мајта потишеговитите и довитливи јадачки и опаски најмногу од незините пријателки и пријатели веднаш тргнаа. Најдуховит оној кој приказната ја врза со екс-премиерот Зоран Заев. Горњи Милановаc, а? Да не бе бившата на Заев бе, прашува пријателката на Мија. Имено, како што се сеќавате, тој самиот во јавноста изјавуваше дека токму во Горњи Милановаc ги заработил првите пари, ама во тој град и за прв пат се заљубил. Моето име потекнува од Србија. Мојата младост е врзана за Србија. Се што сме правеле, целиот наш семеен капитал е поврзан со Србија. Првата девојка има во Горњи Милановаc. Ја запознав едно лето додека продавав лубеници, пиперки, патлиџани и краставици во тоа место. Првиот екстра профит го заработив продавајќи прашок за алишта од Србија, а првите милиони кога во Србија ја продадов сувата пиперка, раскажуваше тогаш Заев. Откако крена врева, само неколку дена потоа Мија објави дека незината лажна двојничка го затворила фалсификуваниот Facebook профил. Да ве известам дека Каќа ќе ја затвори ординацијата. Фала на сите, обзнани Костова. И сега ќе ми кажеш дека не се краде? Не, да знаев дека ќе ме ставиш во емисија со Заев, ќе размислев два пати. Се шалам. Ова е прилично старо, не можам да се сетам кога точно се случуваше. Скоро беше? Не, ланско. Ланско ќе да е, да. Ланско е украден идентитет, Да, тоа е и ова е приказната. украден. Значи може да се украде, тоа Ова не зборува. само на мене се случува и на луѓе кои што реално
немаат врска со јавност, нели? А може ти ги украдат и фоловерите заедно со идентитетот? Тоа баш ќе се прашаме. Значи кради лик, ама Да. имотот Само нема не ми шанси. чепкај во бројки. Значи бројките нема Да. шанси, така? Да. Добро, и пријави, што се случи со дамата, ја исклучија со Не, во принцип кога имаш публика и луѓе кои што те следат, кога ќе објавиш такво нешто, веројатно сите репортираат и многу брзо се решава тој профил. Ја паметам дека и Наташа Беквалац објави дека има двојничка во Македонија. Да, јас може сум. Да, ако некогаш се така разболи да пее, може јас да ја смирам на некој плейбек додуш. Апсолутно, ако е плейбек. Добро, кажа дека брзо реагирале, ова со бомбите не оди баш така брзо, не видов нешто од твој статус со бомбите по Facebook. Од на времето? Не, од овие по училиштата зборува. Овие по училиштава, па што знам, некако не се можам да искоментирам, некогаш имам толку многу да кажам што се откажувам заради тоа што знам дека следните 3 дена ќе си имам работа со, како што кажав, портали и коментари, така што понекогаш можам и јас да бидам резервирана на некоја тема, па сега не можам порталите, се да... не, мора живеат и ти од нешто кој Не ти... се плашам од порталите, колку што ме иритира фактот дека, како што кажав, не знам понекогаш да избројам до 10 и коментарите под порталите, сега скоро ми се случи, до толку не можев да издржам што искоментирав на една господја која што имаше толку лош речник на портал на кој што сум објавена со сусема нормална приказна за тоа како изгледа мајка ми, колку личам на неа, да под тоа можеш такви блувотини да изнапишеш, што ја и покрај тоа што сум као јавна личност, до толку не можам никогаш да си го средам карактерот што морам да искоментирам, морам да напишам, морам да... Тоа зборува за господјата, не за тебе. Па имено, тоа и го напишав. И никогаш тие така ме фрустрираат, односно сум како недокажана. И ќе направам видео на таа тема, одамна му се спремам. Опа. Епа, господјо, мисли му ја. Ти со коментарите, ја мислам. имам, да. Ја спомена мајка ти, потекнуваш од уметничко семејство, така ли? Да, од таа страна, да. Не остана во уметноста? Не остана во уметноста, инаку потекнувам баш од уметничко семејство. Дедо ми е починат, меѓутоа беше доцент на фагот во филхармонија цел живот до крај. Вујко ми е исто во опера, мајка ми е балерина во пензија, јас завршив балетско училиште и покрај тоа што многумина се изненадуваат од тој факт. Меѓутоа, уште од старт, кога се запишав во средно балетско, немав идеја да продолжам како балерина, заради тоа што едноставно знаев дека не е тоа професија за мене, но со оглед на тоа што имав нижо балетско, некако не ми се фрлаа тие 4-5 години во вода. И сите другарки отидовме во средно, се запишавме, па така и јас, и не ми е криво што завршив балетско, напротив, затоа што е една преубава професија и до ден денес сосема поинаку гледам една балетска представа, за разлика од некој кој што онака оди во театар. Так, добро, така вели една моја пријателка исто заврши средно балетско, па никогаш не стана балерина, која праша или ја прашаа зошто, рече па во Лебедово езеро требаше лезерото да го играм колку сум широка. Да, башка сум појадењето. Се шегувам, не дека нешто, мислам јас во тоа време си бев сосема окей ученик, меѓутоа знаев дека едноставно не е тоа професија за мене и дека баш буквално за сметка на 5 години нижо се запишав во средно и така излезе дека сум 10 години во балет реално. Так. Кога ги споменавме овие професии на новото време, од инфлуенсери порано не постоја пред социјалните мрежи, а бога ми не постоја ни како се вели ни Инстаграм, па ни вакви фотографии како вие што отвораат железен лајк и така натаму. Да. Сега постојат и малку поинакви профили, ги нарекуваат за возрастни, ако не беа во старт наменети, OnlyFans страници. OnlyFans, да. Мија Костова, во тој правец размислуваш ли? Никако, во ниту еден момент, заради тоа што едноставно немам потреба за таков тип на заработка, од аспект на тоа што пред и се имам дете. Мислам дека стварно не сум... Имаат и други па отвораат. А и дури многу Може би, ако живеам некаде на друго место каде што во Македонија, сметам дека прво не сме созреани за една таква социјална мрежа. Второ, стварно не осеќам потреба да... на Pornhub се, за таму се созреани. Па реално, таму не плаќаш. Ваму треба да фрлиш некој долар, да го видиш некој по прслук или по гаќи или разголен сусема.
не сметам дека Да, ама овде ќе ги видиш овие од комши познатите таму. Па сега добра, јас немам такви амбиции. До парите или до срамот? Па искрено, стварно ми е срам. Не знам како да кажам, колку и да сум јас лабава и опуштена и либерална, не би се нафатила на такво нешто. Мислам, во мојата глава да продадам разголена слика на фанови, од старт тука нешто не ми штима. Да си го продавам телото односно слики, фотографии од голо тело за 20, 30, 50 евра, па и нека се $5,000. Некако ми е многу ниско морално, не знам како да се изразам, ајде така. Созреано од времето на Playboy? Па тоа е сосема друго. Playboy е па престиж е Playboy реално, на насловна на Playboy сите знаеме кој се поминал во светов. И е престиж на вистина, и тоа не е дека го продаваш телото и кој секој нели со клик или имаш некоја страна со разгорени фотографии и тоа трае ова еднаш излегуваш и тука завршува приказната. И влегуваш во историја на, нели? За сва времена. Да, па така е. За сите времиња. Не мислам ни дека ни одблиску дека има нешто слично. Така. Добро, кога сме кај фоловерите, кај не знам инфлуенсерството и така натаму, еден куп инфлуенсерки рекламираат не само производи, туку и услуги. Голем дел од тие услуги се врзани со некакви фирми кои се, како да кажам... Сомнителни. Па не да се сомнителни, не знам колку се сомнителни, ама себе си се нарекуваат, не знам, продавници за пари, бутик за пари и така натаму. Ти беше едно од оние кои беа против токму таквото нешто. Ја прво би сакал да го погледнеме третото парче, третата приказна, па потоа да прокоментираме зошто ти не би рекламирала такво нешто или не ти дошло при рака или можеби те одбиле или не знам што се случило, па имаш против тоа. Ама да видиме прво. Кога нешто ни е потребно да купиме, а последниве години ако не и децении и на одмор да заминеме, најчесто посегнуваме по кредит. Ми се чини дека е некако најлесно и најбрзо, а и најбезболно, иако баш и не е така, ниту оддалеку безазлено. Ама за последиците во тој момент не размислуваме, зашто желбата е посилна од разумот, а кога си од желба изгорен, кога ќе дојде време за наплата, остануваш до коска пеплосан. Та бил кредитот банкарски или некој од оние брзите од најновите легални лихвари што држат така наречени продавници за пари, а истите ги рекламираат разни актери, гатачки, пеачки, ТВ водители, водителки или познати инфлуенсерки. Арно, ама токму една од нив, доскорешната водителка и позната инфлуенсерка, не мисли баш така. Имено, Мија Костова на својот Инстаграм сликовито објасни како се поминува убав одмор дури и на море во Грција со цели 200 евра. При тоа да не се зема никако кредит, дури ниту ситни пари, зашто подосна, заради вашата легална кредитна позајмица, можете да завршите во финансиска кланица. Затоа незиниот совет е кредит никако и по никоја цена, колку и да ви се чини дека понудата е поволна, зашто вистина потоа може да биде, односно вистината потоа може да биде бајаги болна. Русокосата Костова предлага поинаква алтернатива. Како да се оди на море, да се сонча, плива, ужива, алтернатива која е ем посигурна, ем побезбедна и од која нема потоа да ве боли глава кога одморот и летото ќе минат, а вие ќе можете со животот мирно да си продолжите, зашто никому ништо нема да му должите. Затоа, кренете рачна, не кредит, порачува Мија Костова. Како изгледа незиниот рецепт за мирно лето, за вас и вашето поколение, погледнете во видеото во продолжение. Постојано размислуваш како да отидеш на одмор? Постојано мислиш каде да најдеш пари затоа што ти не достигаат пари? Може би е најдобро да кренам кредит. Нека не е обичен, нека е брз кредит. Имам боле решение. Многу често сум немала пари и никогаш не сум кренала кредит. Зошто? Заради тоа што размислувам за идеја. Обидете се да заштедите минимално во текот на годината, што би се рекло околу 1000 денари месечно, кои што би донеле околу 200 евра во текот на целата година. Ако не успевате сами и да се позајмите 100 евра, е многу полесно отколку да кренете било каков кредит кој што ќе го исплаќате до крајот на годината. Или има и втора варијанта. Јас сум го правила тоа многу често. Делете го сметувањето со пријатели.
И сега ќе ме прашате како се заминува на одмор со 300 евра. И јас знам затоа што сум го поминала тоа. Ако го делите сместувањето може да биде околу 100 евра за 7 дена со рана уплата. Било каде во Грција. Сега нормално, да не е Миконос. Ако зборуваме за храна, можете да си готвите и дома. А ако готвите дома, еден кам маркет за 7 дена ќе ве чини не повеќе од 2000 дена. Или пак од искуство, подобро е да си ја пуштите чергата колку што ви е долга, отколку да кренете кредит од 30.000 денари кој што за, да речеме, една година ќе ве чини околу 80, 100, 150.000 денари, зависи колку сте во можност да враќате. И да, многу важно, кога се деца, особено во прашање, воопшто не е важно дали се на Сливница, во Преспа, дали се во Дојран или во Охрид, или евентуално сте успеале да ги однесете на Миконос. Важно е да немате грижи, а немате грижи ако знаете дека колку имате, толку трошите. И до сега пресметнавме околу 150 евра. 100 евра за сместување и 50 евра ако јадете по дом. Значи ви остануваат околу 150 евра да можете да пиете секој ден кафе на плажа, да може да јадете биро навечер, да прошетате, да си дозволите сладолед и да си поминете 7 дена на море. И за крај, кренете рачна, не кредит. Живете! После ова, оној инспектор, од Охрид, те немат најдено и ова водителка на се или се што не ти се налути? Немам реакција, немав некоја реакција, освен Лазаров. Оти ти е рекламираат. Меѓутоа, не беше ова никаков напад кон инфлуенсерите, туку едноставно стварно имам свое мислење, како што кажав, и сакав да го споделам на ваков начин, заради тоа што сум навистина паталец и во првите 5 години од растењето на Андрија навистина сум одела на одмор со 200-250 евра, во Есперидас, во камп со другарка и навистина сум поминувала 7 дена со 250 евра. Сега, ако навистина, не знам, имате милиони и една опција, а таа опција може да не биде брз кредит или што би рекол татко ми, 2 години не оди, третата година оди со 1000 евра, собери си ги парите и тоа е тоа, така ми викаше кога бев мала. А добро, не ти се јави овие од фирмите после тоа да понудат спонзорство, овие бутици за пари или продавници за пари? Не, пред тоа имав понуда за соработка, во која што многу сакав да видам колку се спремни да платат реално и сумата која што ја побарав ми ја одобрија за 24 часа и реков дека сум се предомислила дека не сакам да го сработам тоа, а во суштина навистина не работам нешто во што не верувам. Ако јас немам земен од брз кредит, не знам зашто би го предложила на оние кои што ме следат. Така, а јас сум позната по тоа дека и кога сум имала многу помалку пари во животот и сега никогаш не сум имала ниту кредитна картичка, ниту во животот ми исклучиле мобилен телефон затоа што сум задоцнила со плаќање. Многу сум организирана кога се во прашање финансии и од секогаш сум трошала толку колку што имам. Не се позајмувам, не должам никому. Се беше банкарка да бидеш? Можда да. Не сум многу по математиката. Така ли? А ова финансиве некако ми се од влашката линија. Аха. Да, татко ми е влаф и може од таму ми е све тоа таму така прерачунато. Точно знам што, каде и колку. Добро, да ги оставиме пресметките и рачуните на страна. Со сега сме при крај. Кажи ми, меѓу другото, тема кој не знаем, еве ако има такви, ми е Костова вредна, одана, посветена мајка. Меѓу другото, а да не речам меѓу првото. Првото и единствено. Меѓу првото и единствено. Веројатно твоето место има срце за многу луѓе, ама само за едно човече има. Еден е, да. Еден и единствен. Кога одлучуваше да станеш мајка, на малку поспецифичен начин, нема да го објаснувам сега, оние кои те познаваат знаат тоа. Кој ме следи повеќе од 2 петоци знае. Да, знае овој како до тоа дојде. Беше ли свесна и сигурна дека ќе се судриш и со реакциите на околината, ама и со она што реакциите ќе дојдат и ќе поминат за секое чудо за 3 дена. Ама животот трае, треба да бидеш до крај мајка на дете, човек, маж, голем.
Да. Утре ќе праша. Во тоа време, Она. да, во тоа време некако не бев некоја зелена и млада, од прилика знаев што ме очекува, знаев што е дете, знаев дека не сакам да се вратам во семејниот дом и знаев дека не сакам да имам ниту помош, ниту поддршка од моите родители, покрај тоа што нормално до ден денес да сакам да се вратам дома, ќе ме примат секако, меѓутоа не ми беше тоа идејата дека ќе останам самохрана мајка или ќе останам жена со дете и ќе се вратам дома за да чекам нели татко ми да ми издржава мене и моето дете. И некако многу свесно влегов во таа приказна, многу свесно се одлучив на тој чекор, имав многу поддршка од блиски, од пријатели во тоа време кога нели бев наваму натаму дали тоа да биде така или да фатам некој сосема друг пат во животот. Меѓутоа сметам дека Андрија и таа бременост ми е најдобрата животна одлука и тоа би го кажала веројатно секоја мајка после 10 години. Меѓутоа и до ден денес јас апсолутно немам никаков проблем за тоа дека не знам Андрија е во некоја ситуација кој знае каква заради тоа што нели од старт сум јас со него постојано. Никогаш не сме имале проблем, ниту во училиште, ниту кога бил помал и сметам дека Андрија е едно извонредно дете, многу културен, многу воспитан, не дека е мој, меѓутоа е едно тотално непроблематично дете кое што е милен и различно без оглед на тоа како дошло. Нема апсолутно никаков проблем. Мислам дека е ист како и сите останати деца, никогаш не бил одвоен заради тоа што не знам од раѓање раста само со мајка му. Има бенефиции заради тоа што е синче на Мија Костова или имали проблеми заради тоа што е синче на Мија Костова? Проблеми не сме имале никогаш. Бенефиции има, да, многу често ми се случува да ми пише некој што сака соработка со деца, па тој да си добие нешто за да се слика или за да постираме со него нешто за деца или не знам геймерски некои сетови или такви работи. Меѓутоа проблеми за тоа што е синче на Мија нема, затоа што Мија ако се изнервира империјата ќе го возврати ударот. Да. Тоа така се вели. Океј, сосема за крај не те прашав едно прашање кое Лазаров те праша, ама тоа ќе го оставам за друг пат и за второ полувреме. Добро. Имам и второ полувреме. Оставиме нешто за тоа. Ако, договорено. Задоволство ми беше што беше. И мене исто. Драго ми. Ептен. Драги мои, ако бевме интересни, гледајте не. Секоја среда од 20:30 часот на YouTube каналот на Еспресо, ништо лично, местото каде што звездите отвораат својата душа. А како ништо лично, никаде нема да најдете слично. Затоа се гледаме следниот пат. Чао!